Добар ден, да поразговараме за ова и други теми поврзани со настанот со професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонската конзервативна партија Интегра. Добар ден и добро ни дојдовте на нашата програма. Добар ден и добро ме најдов. Благодарност за поканата и поздрав до вашите слушатели и гледачи. Господине Ристовски, вие и Македонската конзервативна партија Интегра зедовте учество на протестот. Знаеме дека донесовте одлука уште порано дека ќе земете учество, ќе учествувате, ќе бидите на протестот. Протестот се одржа во саботата. Како го оценувате целиот тој настан? Дали мислите дека народот ја даде својата поддршка за уставобранителите? И дали мислите врските помеѓу македонците од светот и македонскиот народ во тоткавината сега се потесни? За прв пат, можеби, во поновата историја на Македонија, во последниве 30 години, сме соочени како македонски народ со една уникатна можност да нашите македонци од светот, од диаспората, од насекаде низ светот, партнерски со македонскиот народ и со сите патриотски, опозицијски настроени политички сили во Македонија, презедува една општествена активност, една општествена акција. За изненадување е тоа што, да речеме, бројни организации од диаспората успеа да формираат еден таков одбор за организација на една таква јавна активност во Македонија. И тоа може би се првите николци на враќање на македонското национално единство кај диаспората, што е многу важен момент, многу важен елемент. Диаспората премногу долго е поделена. Македонското национално киво е разорено во раздори, во делби. Премногу долго, дури во историски контекст, нас не бие стигмата на генерацијско проклетство на раздори и делби. Говорам сега за купниот македонски национален организам во татковината, во соседството и насекаде низ светот. Но еве, волја Господова беше да од диаспората, иако ние дававме постојано сигнали однатре дека е потребно да настане почеток на враќање на тоа македонско национално единство, најпрво кај диаспората, тие да бидат пример, узор, да и политичките сили во Македонија, лидерството во политиката во Македонија започне да го следи тој процес. Тоа се многу важни процеси, дури и во историски контекст. Интегра, Македонска конзервативна партија, уште во програмската платформа пред 2 години, особено внимание посветивме како висок национален стратегиски интерес враќање на македонското национално единство, затоа што цениме дека само монолитни и сплотени како нација можеме да не само да обстоиме, него и да чекориме силовито кон прогрес и кон просперитет. Ние во изборната платформа рекоме дека целиме 2 август да биде прогласен за национален ден на семакедонско помирување. Што е едно нешто кое за нас услов без кој не ќе се може понатаму. Че македонците мора да знаат дека мора да постои точка на сплотување. Дека македонскиот организам премногу предолго крвари, дека е на смртна постела, дека тоа ги храни екстремизмите, не само албанските дома, тука и во соседството, во Атина, во Софија, во Белград. Ако сакате, ги храни и глобалистите, дали се во Брисел, во Европа или во Вашингтон или било каде на планетава Земја. Ги храни сите оние кои што нормално во реал политиката секогаш притиска таму каде што цена дека е најтенко. Во случајов македонското национално единство беше тенка нит каде што тие притискаат веќе на за 30 години и тука цела дека најлесно ќе се скине и успеа во тоа. Нормално доказ е дека во услови на разединета македонска нација грците ќе добијат поволен преспански договор. Значи, во услови на разединета македонска нација, бугарите
значи се во силовит напад да едноставно успеат да издействува за себе си нов договор кој што ќе значи влез на бугарскиот шовинизам, национал шовинизам и на тлото на Македонија и процесот на асимилација ќе биде исто така силовито изведен како што беше во Пириска Македонија. Значи, поделената нација секој пат е слаба нација. Дури Библијата вели дека еден дома кој е поделен на групи е осуден на распагање. И јас ова со години го говорам. 2008 година ние излеговме и со еден манифест за македонско национално единство и тогаш повикавме дека на вистина македонецот мора да стави прст на чело, дека сеењето раздори помеѓу браќа е една од 7 најомразнени работи на Господа, дека мора да почнеме да работиме на враќање на македонското национално единство на сцената и востоличување на истото како карпа на која што треба да застане македонскиот народ и македонската држава, татковината, нели, Македонија. За прв пат, да речеме, диаспората можеби се одважи и се охрабри да го послуша гласот, овој крик од татковината внатре, и тие, еве, една група од 10 организации од Канада, од Европа, од Англија, од Германија, од Швајцарија, од Австралија, Нов Зеланд, значи се собра. Ние имаме подолго време поединечни онлайн состаноци, средби со оваа група на луѓе. Тие ми се чини разговара со сите останати лидери на политички партии од опозицијата. И мислам дека тоа вроди со плод, едноставно таа синергија доведе до тоа да, еве, можеби сега се искористи настаното 27 што се случи 2017 година и нивото на емоцијата кај македонскиот народ во однос на овие млади луѓе кои што народот ги перцепира како патриоти, ги нарекува уставобранители и така натаму, кои што во жарот на својата младост, ентузијазам и патриотизам едноставно ги боли душата и срцето тоа што се случуваше во македонското собрание. И тие можеби наивно наседнаа тогаш на ние во образложението на официјалниот сајт на партијата дадовме едно образложение поддржувајќи го протестот дека цениме дека тие се наивно превеслани, излажани од тогашниот режим на Груевски и на ВМРО ДПМН. Да. Затоа што тие тогаш ги внесоа во една авантура без завршеток, без крај. И знаете, во таа авантура тие од дистанца командуваа и гледаа, едните од Виена, едните не знам каде. И овие млади луѓе наседнаа на моделот на scapegoat, се вели, жртвено јагне, концептот што scapegoat, тогашните нели опозиционери, а можеби потпомогнати и од Калето и од други, го формираа тој модел, го оформија тој концепт, да едноставно овие велепредавници отворија вратата од натре и луѓето бидат насамарени да влезат натре во собранието, намамени сушност во замка, во јамата да влезат и таму нормално да бидат испровоцирани да се случи тоа што се случи, нормално тоа да биде сериозен удар врз оној патриотски елемент на македонскиот народ во тој период, тие млади ентузијасти кои што си ја сакаат татковина, да си го сакаат својот народ и кои што од љубов за својот народ и својата татковина влегоа внатре. Но ние цениме дека судскиот систем исто така беше злоупотребен во одреден елемент. Знаете, да квалификувате едно такво дело тероризам е изненадување за многумина. Да. Нормално тие што направија насилство, што кренаа рака на луѓе, што имаше последица телесни повреди, психички трауми и така натаму, тие треба да си ја сносат одговорноста за таквиот чин. Не да ги судите за насилство, па и за физичко насилство, па нека и кривично дело, секако има таму степени на силина на казната, но да ги судите драконски за тероризам, ми се чини дека е малку надвор од едни норми, едни стандарди, поготово што антипод ги имате терористите од 2001 година. Ние тоа добро го објасниме. Сакам да спомнам. Да, ако може да ве прекидам за момент. Моментално во Македонија има над 30 лица
кои се наоѓаат во затворите во земјата, бидејќи точно нели пред 4 години на денешен ден, а исто така и во она време на конфликтот во 2001 година, за кој што сега почнувате да зборуваме, лицата мислеле дека Македонија е под закана, нели? И решиле да застанат во одбрана на својата сопствена држава, односно во одбрана на Уставот на Република Македонија. И, како што рековте, тие го кренаа нивниот глас против актуелниот, тогашниот, нели, на Груевски режим. И, меѓутоа, што се случи? Режимот се одзва со тоа што ги осуди за тероризам, како што спомнавте. И само за да послужат како пример, што може да им се случи на сите оние кои решаваат да се го кренат гласот и да се спротистават на сегашниот режим. Јас, ако може да заприметите, многу внимавам со терминологијата која што ја употребувам. Да. И внимавам да направам резка граница, да не се мешам во судски одлуки, ниту пак да ги коментирам директно судските одлуки, затоа што така и личи, нели, како професор. Да. Но исто така, како, нели, политичар сум должен за волја на вистината да ги соочам тие драконски одлуки да се суди за дело тероризам со максимални казни. Наспроти нив е антиподот за терористите кои што убива македонски војници, кои што директно го загрозува уставниот поредок на Македонија и кои што беа наречени терористи и од НАТО и од многу меѓународни организации во тој период, независно што добија амнестија, тие влегува во системот и ние ги толерираме 20 години и сега македонецот драконски страда во тој дел. Од друга страна имате уште еден трет антипод, за кој што е директно виновна америчката амбасада според многу сознанија, дека оние 8 темина велепредавници, меѓу кои беше и Крстов Муковски, кој што ја отвори вратата на собранието, кој што во суштина е замајцот за да се стори делото и да се реализира концептот scapegoat, значи да го прикажете Заев како жртвено јагне во тој дел и да се, нели, јавноста приклони во тој делот и секогаш концептот жртвено јагне ги освојува симпатиите на јавноста во одреден дел. Да. И тој беше исто така суден за дело, беше исто така во притвор, дури ми се чини имаше и затворска казна, но на пречуден начин, под влијание на се претпоставува на американската амбасада и одредени центри на моќ, можеби Брисел и други, судскиот систем се свитка едноставно и донесе ослободителни пресуди и тие го извршија велепредавството со гласање во собрание за уставните амандмани и промена на името и за внатрешна употреба. Значи, тука имате една неконзистентност на меѓународната заедница во Македонија и сите овие неправди го креваат револтот кај македонскиот народ. Може би 4 години премногу долго чекаше македонскиот народ. Но знаете, ништо што е неконзистентно, значи не може да биде основа за било што и во судот, па ако сакате и во комуникацијата со амбасадите во Македонија, со меѓународната заедница и така натаму. Значи, се што е неконзистентно треба да биде отфрлено, жигосано и како критична точка треба да се санира во политичкиот систем, во политичкиот поредок во Македонија. Ние, знаете, за разлика од некои други политички партии, ние не се либиме да отворено кажеме ако е нешто неправда, е неправда, ако е нешто критична точка да ја жигосаме. Ако неправдата е сторена од Талето или од американската амбасада, ние не се либиме јавно да го жигосаме таквиот чин кој што го сторила американската амбасада. Во икс наврати тоа ние сме го правеле, за разлика од други политички партии кои што се плашат да не го навлечат гневот на длабоката држава и едноставно надевајќи се дека на тој начин ќе ги одоброволат утре да им намигнат и евентуално да бидат вратени на власт. Тоа во моментот се случува и тоа е најголемата болка на опозицијата во Македонија во дадениот момент, ако ја дефинираме дека таа е патриотска татковинска опозиција, најголемата болка и најголемиот камен на сопнување кој што мене лично, како председател на Интегра, ми пречи во дадена ситуација. Вие не можете да очекувате да дојдете на власт во Македонија со одобрение на американската амбасада. Не.
ние треба конечно во Македонија да започнеме еден процес во кој што македонскиот народ ќе носи на власт, не странците да носат на власт. Ако странците носат на власт, носат вазали, тие стануваат квислизи и оттука се предавници во дадениот момент. Да, Затоа јас сакам да апелирам, особено до ВМРО ДПМНЕ, да го напушти тој погубен концепт, да им е страх да се конфронтираат со таа така наречена длабока држава, која што предпоставуваме дека е Калето и Американската амбасада. Едноставно, да престанат да се плашат, да си го навлечат гневот на длабоката држава. И треба веднаш да соработува со македонскиот народ, за да овој патриотски татковински дел дојде на власт. Да не очекува дека американците ќе ги потапкаат по рамо и ќе ги донесат на власт. Тоа е погубно за било која политичка партија, особено не за ВМРО ДПМНЕ, кои што претендираат како најбројна парламентарна опозиција во дадениот момент претендираат да се вратат на власт. Никогаш нема да ги освојат срцата на македонскиот народ на таков начин, надевајќи се, глумејќи конструктивна опозиција под притисок на Палмер, да едноставно сега му обезбедат проводност на законски решенија на Социјалдемократскиот сојуз и владата на Заев во собранието. Значи, народот е веќе умен. На политичката сцена се изнедрија нови политички сили, нови идеологии, луѓе кои што си ја сакаат татковината и својот народ и кои што жестоко и отворено ќе критикуваат секоја критична точка, макар и да е во патриотскиот опозицијски блок. Не сме една партија од калиберот на ВМРО ДПМНЕ да си дозволи таков начин на едноставно подведување, едноставно понизување пред меѓународната заедница, особено пред Американската амбасада, во име и за сметка на македонскиот национален стратегиски интерес. Да. Ако сакате, мислам, и нивниот став во однос на придавката Северна е многу симптоматичен. И во тој дел компромизираат со Калето и со меѓународната заедница, едноставно тоа го ставаат под тепих и велат дури откако ќе влеземе во Европска унија ќе почнеме да размислуваме за враќање на уставното име на Република Македонија. За разлика од нив, Интегра е многу јасна во тој дел и ние имаме научно издржан, научно-теориски концепт со доктор Маријан Попески како надпартиски предпоставен министер за правда да работи веднаш по моделот на ништовност, првите 100 дена да испари Северна од домашниот правен промет и потоа да се почне меѓународна правна битка за враќање на уставното име на Република Македонија, која што ќе трае колку што ќе трае. Но имаме барем јасен став, имаме јасен концепт. Стоиме цврсто дека придавката Северна е пандорината кутија која ги едноставно расцвета сите екстремизми, не само дома албанскиот екстремизам, но и во соседството, во Атина, во Софија, па и во Белград, ако сакате. Сите екстремизми цветаат во име и за сметка на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија. Прашањето со кое започнавме беше дека диаспората започна еден обратен процес, еден процес кој што е значаен за Република Македонија, еден процес кој што е значаен воопшто за македонското национално ткиво, за македонскиот национален организам, значаен од многу аспекти, затоа што тие извршија притисок врз парламентарната и вонпарламентарната опозиција во Македонија, која што претпоставено потпаѓа под тој патриотски татковински блок, да излезат заеднички на еден протест надпартиски. Значи, никој да не се топори дека е лидер во процесот. Ние со меморандумот од ноември предлагавме партнерство во процесот на создавање на еден антивладин фронт за рушење на владата на Социјалдемократскиот сојуз, но партнерството подразбира да нема преемство во лидерството. Нормално ние и во меморандумот редоследот го запазиме според изборниот резултат од јули ланската година. Рековме ВМРО ДПМНЕ, Левица, Интегра, потоа ги внесовме Глас за Македонија, Единствена Македонија и останатите патриотски сили. Оставивме простор за едно окрупнување, но на партнерска основа. Ако сакате, јас често пати тоа го говорам јавно, можеби не сум го говорил досега. Хитлер никој пат немаше да биде победен во неговата оска со Мусолини и со Хирохито, доколку Рузвелт, Черчил и Сталин се натегаа помеѓу нив кој да биде лидер во тој антифашистички фронт.
општо беспредметно им беше кога им беа загрозени државите, нациите, кога гинеа луѓе, едноставно беспредметно е кој води. Сите тројца беа лидери од ранг, сите тројца гордо, достоинствено ставија суетите на страна и дадоа се свое во име и за сметка, нели, на победата на таа антифашистичка револуција, да едноставно се победи оската на злото и нормално се заврши Втората светска војна. Значи, ние мора од таа перспектива да ги гледаме работите, суетите и егата мора да ги ставиме на страна и никој во дадениот момент не може да претендира на лидерство, затоа што се уште имаме неисцелени рани едни помеѓу други, се уште има критични точки помеѓу нас за кои што ние мора да разговараме и едноставно се договараме во од, но ако немате во големата слика почит за сите политички патриотски сили, било да се парламентарна или во парламентарна опозиција, тогаш нема ништо од бизнисот. Значи, јас во X наврати праќам порака, Љупчо Ристовски и Интегра Македонска конзервативна партија, жестоко жигисувајќи го овој режим на владата на Заев, значи, ни на крај памет не ни е целта да го вратиме ВМРО ДПМН на власт. Да. Значи, не ни е таа. Нас ни е на цел да вратиме едно здраво македонско национално ткиво на власт, во големата слика да влезат партнерски сите останати патриотски политички сили кои што си ја сакаат татковината и со дела докажале дека си го сакаат својот народ. Може би не е момент за жестоки критики, но знаете, јас во најмала рака очекував во изминативе неколку години Христијан Мицкоски во име на ВМРО ДПМН да се извини на тие луѓе што гнијат во затвор денеска заради заблудата во која ги внесе претходното раководство на ВМРО ДПМН. Тој мораше да се извини во име на тоа претходно раководство. И ни на крај памет ние да протестираме за да излезе Митко Чавков од затвор. Нас не ни е таа целта, никога ние тоа не сме го одобриле. Ние сакаме оние млади, ентузијасти, деца кои што немаа намера. Митко Чавков беше во политичката елита, во таа владеачка гарнитура во тој период. Заедно со Мијалков, со Груевски беа мастер мајндот на таа цела операција и така натаму. Наседна и тие. Проблем. Но тие ќе си ја сносат одговорноста во име и за сметка на овие останати кои што треба да бидат ослободени. Тие 15 мина треба да бидат едноставно да им се повтори постапката, да едноставно се редефинира делото и нормално казните соодветно на тоа. Но овие мастермајнд треба да си ја сносат одговорноста. И Груевски, и Мијалков, и Чаков, нормално, ако судот има докази како што се говори дека тие се мастермајндовите на целата таа операција. И ние тоа во образложението јасно го разграничивме. Значи имаме ние уште критични точки за кои што треба да разговараме, отвараме врата, подметнуваме рамо, подаваме рака во име и за сметка на македонскиот национален стратегиски интерес, во име и за сметка на исцеление на тие длабоки рани во македонското национално ткиво, да престане да крвари македонскиот национален организам, но тоа има граници, има црвени линии од кои што не смееме да ги надминеме. Прагот на морална грешка е тенок и ние се држиме стриктно до него. И мора да ни го почитуваат овој став. Интегра е политичка партија која што 2 години направи на политичката сцена, растеме силовито, без разлика што имаме многу непријатели на политичката сцена, особено во овој патриотски татковински блок, многу не хейтаат на социјалните мрежи, бевме подложени на наш експеримент, бевме подложени на специјална војна, удбашките структури беа анимирани, тоа покажува доволно дека Интегра е на вистинскиот пат, дека имаме независна позиција од едни и од други и едноставно на таа позиција ќе мораме да обстоиме ако сакаме оние 55% неопределени македонски граѓани, гласачи и така натаму да ги внесеме во систем. Нив мора да им понудиме една опција. За нив опција не се ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ВМРО ДПМН, а очигледно ниту останатиот дел од парламентарната и вонпарламентарната опозиција. Затоа таргетот на Интегра е тие 55% неопределени гласачи да ги освоиме нивните срца, едноставно да вратиме надежта кај тие луѓе, да подигнеме надежта, водиме една стаменита, честна, конзистентна политика. Значи, едноставно, не дозволуваме да не приклонат и да не претопат или да не направат сателити, ниту Социјалдемократскиот сојуз, ниту ВМРО ДПМН. Ние жестоко се бориме против таквите обиди од едните и од другите, а ги има постојано сведоци сте изминатиот период. Но политичкиот систем во Македонија е таков како што е. Жестоко бараме
да се врати една изборна единица за да може, без долен праг нормално, за да може нови политички визии да се појават на сцената, за да може да ги турнеме овие предизборни коалиции, едноставно да соголиме ова фата моргама дека ВМРО, ДПМН и СДС се двете најголеми политички партии во Македонија. Оној момент кога ќе соголите таа фата моргана, ќе видите дека има политички субјекти кои што се малтене на тоа рамниште во Македонија. Но овие предизборни коалиции прават огромна штета во Македонија. Да. Огромна штета. Господине, да. На Социјалдемократскиот сојуз, денешното собрание нормално е 46, но само 17 се од Социјалдемократскиот сојуз, а само 19 од 44 се од ВМРО ДПМН. И ова имајте го дека. Да. Знаете, 17 претеници не се недостижна опција за било која друга трета политичка сила во Македонија во услови на една изборна единица и долен праг да не постои. И сакала сега да се вратиме на денот во неделата. Според извори дознаваме дека бројот на луѓето кои дојдоа на протестот беше некаде околу 30.000 лица, меѓу кои имаше многу млад свет за разлика од други поранешни протести. Опишете ни таа атмосфера. Бидејќи вие бевте таму, заедно со други членови на Интегра. Убави млади луѓе, убави млади ликови, ведри, насмејани, но со пркос во себе. Да. Јас го видов на лице место пркосот на младата македонска генерација, која што, знаете, може би премногу долго, 20, па некој од нив и 30 години, се сведоци се на се што се случуваше од осамостојувањето на татковината до денес. Татковината беше од осамостојувањето подложна на специјална војна. Разни разузнавачки служби на соседните држави, на многу држави од светот се вгнездија во Македонија. Македонија, за жал, овие 30 години не направи контраразузнавање од ранг од маштрав, за да можеме ние да се носиме со предизвиците на новото време. Ние требаше да очекуваме дека со создавање на самостојна и независна суверена држава Македонија, дека ќе се вознемират духовите не само на Балканот, него и во регионот и пошироко, во меѓународната заедница. Знаете, со векови трае борбата на македонскиот народ за национална слобода и своја самобитност, значи за своја сопствена држава. И сега некој во корен сака тоа да ви го сосече, дека вие сте млада држава од 44-та година, дека пред 44-та година сте биле бугари, дека сте говореле бугарски јазик, дека сега се формирала државата под влијание на Тито, дека јазикот го измислиле под влијание на Тито, мислам будалаштини од ранг. Тоа е да знаете дека тоа е корот на меморандумот кој што инсистира бугарската влада да биде потпишан во Македонија. Тоа е и идејата која што стои за одржувањето на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев на власт од страна на меѓународниот фактор во Македонија. Таа идеја треба да заврши и според Ненад Новковски и според некои други интелектуалци во Македонија со Дојрански договор. Ако со Охридскиот договор заврши, нели, голготата врзана со албанскиот екстремизам во Македонија претпоставено заврши, ако со Преспанскиот договор заврши, нели, голготата со екстремизмите на Атина и Грција за постоењето на македонска држава и остварен политички суверенитет на македонскиот народ на територијата Република Македонија, тие сметаат дека и бугарската голгота мора да заврши со едно велепредавство. Знаете, Охридскиот рамковен договор во многу елементи беше договор на велепредавство. Иако во основа тогаш, нели, се прекина тој воен конфликт во 2001 година, но веројатно основите на кои што се постави рамковниот договор и политичкиот призвук кој што се даде во периодот потоа, се утна работата целосно во сршта, во суштината. И еве денеска ги влечеме последиците од тоа, затоа што екстремизмите на албанците не само што не запираат, туку тие прогредираат во сите правци. И знаете, вината е кај нас, кај македонците. Ние 30 години гласаме две исти политички гарнитури, кои што континуирано веќе 20 години седат во скутот на Али Ахмети и на албанскиот екстремизам во Македонија. Ајде сега да замислиме на ситуација и да се врати ВМРО ДПМН на власт. Во чиј скут ќе седне?
или во скутот на Али Ахмети, или во скутот на останатите политички партии од албанскиот екстремистички блок. Нема да мислите дека Алијанса и, не знам, Алтернатива се помалку екстремистички од ДУИ, па тие се надпреваруваат во силината на својот албански екстремизам за да добијат албански гласови. Тоа што ви кажува дека се уште се на сцена погубни процеси. И сега за да ВМРО ДПМН формира влада и дојде на власт, ќе мора да компромизира. Исто како што тоа го прави и САЕФ и Социјалдемократскиот сојуз сега. Тоа значи дека двете македонски политички партии кои што 30 години хараат на политичката сцена на Македонија се седнати во скутот на албанскиот екстремизам, во случајот Социјалдемократскиот сојуз на Али Ахмети и Груевски 11 години седеше во скутот на Али Ахмети и тогаш се подготви истиот закон за јазици, ако се сеќавате, само се чекаше моментот кога да биде донесен. Истиот договор, истата спогодба со Бугарија беше спремна и во времето на Груевски само се чекаше момент кога да биде донесена. Ако сакате, дури беа подготвени и за промена на името и за домашна употреба и ВМРО ДПМН во тој период. Значи, ние мора да се освестуваме и отрезнуваме како македонци. И мора да породуваме нова политичка сила, нови политички идеологии, надвор од ова црно-бела погубна ситуација во Македонија. Јас тоа, знаете, често пати го споменувам, жесток сум во критичкиот осврт и кон едните и кон другите, и многумина можеби од патриотскиот блок ми замерува зошто го критикувате ВМРО ДПМН и нели е време за спојување и сплотување така натаму, но знаете, за да видите кај некого став дека е подготвен за такво нешто, треба да видите покаяние. А за да видите покаяние треба да видите промена. Ние цело време инсистираме на покаяние и промена кај ВМРО ДПМН за да можеме да се приближиме и за да можеме да направиме нешто во делот на окрупнување на овој патриотски татковински блок. Вториот момент кој што е сидро на овој процес е тоа што Мицкоски и ВМРО ДПМН се гледа сами во големата слика и никој друг. Сите други треба да се претопат кај нив и како безгласна буква да ги остават тие да се топорат на власт во наредните 4 години и ако може да докрадат се што може да се докраде во Македонија. Нема да мислите дека таа идеологија назадна револуционерна има друга визија. Затоа треба репер, морален столб, кој што ќе биде силен партнер во власта со влијание, за да може да ги држи зауздани овие мегаломански, значи разбойнички пориви на било која политичка партија, во случајот говориме за ВМРО ДПМН. Значи имаме многу отворени точки за решавање. Јас не велам дека не треба да се седне и да се разговара. Ние понудивме опција со меморандумот, но Мицкоски одбран наместо да седне со мене и со Пасиев да разговараме отворено за формирање на антивладин фронт, да се усогласиме во концептот, процесот и уште на 1 март да ја почнеме македонската пролет, тој седна со ЗАЕФ и со Социјалдемократски сојуз, притиснат од Палмер и од Калето, да бидат конструктивна опозиција и сега да им обезбедат проводност на законските решенија, меѓу кои и на законското решение за измени на законот за државјанства. Ги повлекоа нехна на неколку дена пред протестот амандманите со кои што тие го блокираа во суштина законот за државјанства. Што тоа ви кажува? Тоа ви кажува дека тие прават уште сега отстапки, надевајќи се дека Алијанса и Алтернатива ќе бидат партнери во процесот и ќе седнат во нивни скут и албанскиот екстремизам повторно ќе дивее во наредните 4 години. Зошто? Затоа што имаат погрешна политичка проценка. Сегашно раководство на ВМРО ДПМН и Мицкоски имаат тотално погрешна политичка проценка. Наместо да седнат да разговарат и во големата слика, нели, Левица и Интегра, Македонска конзервативна партија, партнерски, без прејавство во лидерство да отпочнеме македонската пролет, да се собореше владата на Социјалдемократскиот сојуз, да инсталираме надпартиска експертска влада во периодот до локални избори и заедно додеме на предвремени парламентарни избори со една изборна единица без долен праг секој да си одмери својата сила, а потоа постизборно можеме да коалицираме на основа на македонскиот национален стратегиски интерес, на основа на она што ние го понудиме во меморандумот, тогаш веќе ќе имаме друга приказна во Македонија. Владата на Социјалдемократскиот сојуз може уште денеска беше веќе соборена од сцената. Че јас ова го говорам отворено, искрено, чисто и честно. Јас ако подавам рака како лидер на Интегра и целиот тим на Интегра ако подава рама, ако подметнува рама, ако подава рака, не значи дека ние нема жестоко да се спротивставиме на сите назадни тенденции и идеологии во партиите со кои би влегле евентуално во партнерство. Ние ќе го газиме нашиот независен пат, се додека не видиме плодно тло дека можеме да работиме на заедничка нива. Да.
Кој е ставот на Интегра и какво решение барате за четворицата кои што се уште в затвор, додека оние кои ги ставиле в затвор продолжуваат со нивното уништување на Македонија? Се спомна за нов судски процес, бидејќи нови докази биле се на располагање, според Дурловски кој што говореше на протестот. И исто така беше спомнато дека барање всушност е да се распушти собранието и да се организираат предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври оваа година, она што вие го барате исто така. Кој е ставот на Интегра во овие насоки и дали Интегра е спремна за локалните избори? Значи, прво околу судскиве процеси, внимавајте. Таму мора да ги одвоите работите. Една работа се извршителите кои што беа подведени можеби од емоција, можеби од моментот, можеби од екстремизмите да се пее туѓа химна во Македонското собрание, кој што е законодавен дом највисок во Македонија, заведени од ветувањата на претходното режимско раководство. Значи, тоа се една категорија на лица кои што ни на крај памет не им била идејата за тероризам. Ниту пак тие злосторнички се здружиле, па ајде сега со оружје ќе влеземе во собрание, ќе убиеме се и ајде ќе воспоставиме по пат на воен удар или граѓански судир, ќе воспоставиме нова власт или ќе ја вратиме ВМРО да помане на власт. Не. Далеко од памет е да се тврди дека тие со оружје влегоа внатре. Нормално, кај тие кај што било пронајдено оружје, кај тие кај што има снимки дека биле со оружје, тие каде што имаат физичко насилство во однос на други, секако имаат дело. Но дали е тоа тероризам, или е тоа физичко насилство, или е тоа, некое трето дело, не знам, јас не може да се мешам на судот. Да. Но тие ќе се ценат во тој дел, но таму имате во тие 15 мина луѓе кои што навистина со емоција, со жар за татковината и за својот народ влегле и едноставно немале друга цел освен да го искажат револтот. Да. Дека не може екстремизмите да царуваат во Македонија, не може на нелегален начин да доаѓа нова власт или нова влада и така натаму. Значи, треба да се преиспитаат сите тие постапки, сите тие дела и сите тие видови на казна. Ние рековме дека Македонија веќе е зрела за овој ретрибутивен модел на правда, старозаветниот модел око за око, зап за зап, колку потешко дело, потешка казна, да се надминува или да се внесуваат во системот механизми, инструменти и елементи на ресторативна и реститутивна правда, каде што фокусот ќе го ставиме на жртвата, на сторителот, па едноставно ќе се отвори вратата за моделот на втора шанса и нови почетоци. Да. Да се преиспита, значи да се врати судскиот процес, да се врати процесот во суд, да се ослободат луѓето, да може да се бранат од слобода, пошто нема на што да влијаат, нема кај да бегат. Значи и судот да процени во една нормална, без политички притисок атмосфера, по законите и спрема својата сопствена совест да ги преиспита делата, дали е тоа навистина тероризам или може дел од нив да се подведат под физичко насилство, висината на казните да се преиспита и така натаму. Во еден дел да се намала, во еден дел да се поништат. Значи има начин како да се отвори процес и судот веројатно ќе треба да го следи поривот на народот и на нацијата, да едноставно се ослободува се повеќе од политичкиот притисок на владата и на било која владачка гарнитура, да суди независно по словото на законот и по собствената совест и да се отворат процесите за пофер судење, пофер казна без политички влијанија и притисоци и да се релаксира целата ситуација во Македонија, но од друга страна тоа не значи дека треба истиот аршин да се примени за оние што ги подведуваме под групата Mastermind. Тоа значи дека Груевски, дали е Мијалков, Чавков или не знам кој, значи ако имаат докази судовите, треба да си ја носат пресудата уште сега, веднаш, не треба да чекаат. Ако има докази дека Груевски бил мастермајнд на целата операција, ако има
сведоци кои што изјавили и тврдат заштитени или какви се едно, тогаш треба судот да си ја донесе независно од овие процеси за овие млади 15-мина. Не говориме за овие кои што били на политичка извршна позиција и функција и од позиција на власт едноставно хушкале, подведувале, заведувале и едноставно се директни заговарачи на многу кривични дела во дадената ситуација. Може би таму имате дела на тероризам, некај овие млади луѓе кои што биле подведени и заведени во тој дел. Значи, ние промислуваме дека овие два процеси мора да се одвојат еден од друг. Еден од друг овие два процеси мора да се одвојат. Не може да одат заедно и паралелно, затоа што овие наивно наседна, подведени од режимот и така натаму, заведени од емоција, од ситуација, влегоа во една авантура која што еве премногу долго ја имаат веќе како последица и ќе имаат веројатно што долги години ако судот не влезе во еден процес на независно репроценување на целите и дела и судски постапки во тој дел. Иначе за локалните избори, веќе кога прашувате. Да. Ние веќе се подготвуваме за локалните избори месеци наназад. Држиме мобилни општинските организации, секако дека ковид криза ни отежнува во тој дел. Не можеме да ги реотвориме канцелариите кои што се затворени уште минатата година кога очекувавме некаде на 12 април да бидат изборите. Да. А потоа беа времено користени во процесот. Значи, ова морена состојба исто така не ни дава за можност да отвараме општински канцеларии, но тоа не спречува ние да се движиме, да разговараме, да мобилизираме, да анимираме, онлайн имаме средби, состаноци, седници, веќе го подготвуваме републички изборен штаб, денови веќе имаме и одлука во тој дел. Веќе размислуваме и кој ќе го води републичкиот изборен штаб, кој ќе бидат во тие најтесни 7 души кои што ќе раководат со локалните избори оваа година. Да. Истина да ви кажам, не очекувам дека ќе бидат заедно со парламентарните избори, затоа што ми се чини дека после укажувањето на Палмер и после прифаќањето на Мицкоски и ВМРО-ДПМН да бидат конструктивна опозиција, ми се чини дека му се дава пат на Заев да едноставно го доврши бугарското велепредавство, но внимавајте, сакам јавноста да биде чувствителна, осетлива и 16 очи да впери во ВМРО-ДПМН и во одлуките и постапките на Мицкоски и ова раководство на ВМРО-ДПМН. Да не се случи уште едно ново велепредавство, со кое што преку Дојрански договор ќе влеземе, значи ќе се ставиме трн во здрава нога. И тоа убав голем трн во здрава нога, кој што ќе не боде со месеци, со години, со децении нанапред. Да. Посетата на Мицкоски на Партени во Бигорски манастирот е страшен негативен сигнал. Тоа покажува дека тие се веќе подготвени, значи тоа беше можеби пакет од договорот и укажувањето на Палмер, значи дека веќе се договорени да едноставно ја наведнат главата пред бугарското велепредавство. Меморандумот не е објавен, тој анекс на договорот што се спрема да се потпише во Дојран исто така не е објавен јавно. Тоа значи дека како по моделот кога јас инсистира да се објават текстот на уставните амандмани месеци претходно, тие ги криеа до последен момент, ја лажа македонската јавност дека е зачувано македонското од ковината Македонија и така натаму исходно велепредавство. Тега на повидок е ново бугарско велепредавство на кое што, значи ВМРО-ДПМН приоѓа многу релативизирано, ја не естетизира македонската јавност со посетата на Партени во манастирот Бигорски. Знаете дека тој е идеологот на бугарската црква како мајка црква, како ќерка црква и така натаму. Тој е идеологот заедно со делот владици и делот министри во Социјалдемократскиот сојуз и Заев лично за ова ново бугарско велепредавство. Македонската јавност мора да биде жестока во тој дел. Да. Знаете, револтот, уставобранителите и нивниот статус во моментот мора сега да го пренесеме на тешко политичко тло. Да. Значи сега ќе мора да станеме политички тешкаши и на политичката сцена ќе мора да носиме виспрени, мудри, храбри, одважни политички одлуки и како парламентарна опозиција и како вонпарламентарна опозиција. Сега на сцена мора да дојде концептот на меморандумот на Интегра
и да се седне и да се разговара за сите отворени критични точки, затоа што на повидок е ново големо страотно велепредавство. Че јас ова го говорам сосема одговорно. Во него се навестува дека без охо да им трепне ќе прифатат дека македонскиот јазик во историски контекст, дека се бранувал и дека одел час лево према источниот бугарски дијалект, час десно према западскиот бугарски дијалект, час се осамостојувал во времето на Тито наваму и така натаму и така натаму. Значи, тоа го кажува дека сите идентитетски одредници на македонскиот народ се под жестока агресија долго време и немате одговор. Ај што немате ке преданици во Социјалдемократски сојуз, немаме одговор, никај ВМРО ДПМ не го дадени в момент. Знаете, ние ја дадовме културата туку така. Историјата ја даваат туку така и распродаваат како да ја добиле од татко им на зелен пазар. Да. Не може. Знаете, ја често пати ја говорам мудроста. Умен човек вели, раскажи ми ја твојата историја, ќе ти ја пророкувам твојата иднина. Значи, колку е подлабок коренот, стеблото ќе биде пошироко, колку е пошироко стеблото, толку крошната ќе биде поголема и во неја ќе најдат заштита сите македонци по крв, пород и по самосвест на секаде низ светот, во соседството и во татковината Македонија. Ние мора да се бориме за длабок корен во нашата историја, за дебело стебло, за голема крошна, која што ќе не штити сите и во татковината, и во соседството нашите браќа и сестри македонци, и на секаде на планетата Земја, се што е македонец, по крв, пород и по самосвест. Овде нема играње, не смееме со историјата да се играме. Културата не смееме да се играме, ние културното археолошко наследство го дадовме едноставно, го распродадоа. Вие имате на црниот пазар работи што се откриваат во оваа ризница Македонија, се продаваат ден денес во Грција за големи суми на пари на црно. Ја не знам дали учествуваат високи структури на власта, но ова ворена состојба и овој полициски час после 8 саат е идеално легло за едно такво нешто, една идеална ситуација во која што Господ знае што се распродава во текот на ноќта до утрина, кога трае полицискиот час. Да. Значи, не знаеме, ние немаме репер во раката што се случува на територијата на Македонија во дадениот момент. Знаете, парламентарната опозиција ви е легната веќе ајде да не речам ставена на колена, притисната од калето, сега глумат конструктивна опозиција, не реагира жестоко на овие работи што се случуваат, ја губиме културата, ја губиме историјата и еве јазикот го губиме, а тоа е веќе последниот идентитетски столб. Го немате ли јазикот, вие немате ништо. Блаже Коневски, еве 100 години правиме оваа година за Блаже Коневски и ние мислам, нашата татковина е јазикот. Нашата татковина досега до таму да каде што досега македонскиот јазик. Мудро сака да ни каже дека нашата татковина и во Пиринскиот дел таму имате македонци кои говорат македонски јазик, дека и во Беломоријето македонскиот дел каде говорат македонски јазик, многу македонци во гора на Косово, Пустес, Албанија, Мала Преспа, нели, Голо брдо. Значи, секаде каде што имаме македонци што говорат македонски јазик, па ако сакате и на секаде ни светот, во Австралија, Нов Зеланд, Америка, Канада. Чуваме јазикот и без јазикот сме ништо. Ако дозволиме да ни го погазат македонскиот јазик и ако дозволиме да биде после 45-та, тогаш автоматски влегуваме во зоната дека ние сме вештачка творба и дека сме титовска творба, дека сме Сталинова творба и дека ние не треба да постоиме зашто не сме автохтон изворен производ на македонскиот народ и македонскиот народ не е автохтон изворен на овие простори и не можеме да бараме да имаме државност во татковината Македонија, не можеме да сметаме Македонија дека е круна на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја држава, че ние ќе потонеме во една нова жива кала од која што тешко да ќе излеземе, но внимавајте, немаме опозиција во дадениот момент освен Интегра која што партнерски рамо до рамо со нас ќе застане да се бори храбро, одважно за сочувување на македонскиот национален стратегиски интерес, за сочувување на државноста на татковината Македонија и за сочувување на македонскиот народ да останеме свој на своето во својата татковина. Си играат со оган многу од партиите, си игра со оган и ВМРО ДПМН како конструктивна опозиција. Значи многу имаме точки кои што жестоко треба да ги критикуваме, но и очекуваме покаяние од другата страна, очекуваме промена во односот и ставот, очекуваме дека ќе ја сватат визијата на Интегра, дека освен партнерски да застанат рамо до рамо со нас
зборувам и за ВМРО ДПМН и за Левица, Македонија ќе нема излез. Ние сме спремни и подготвени за тој антивлади фронт. Ние премногу долго го држиме јавно на сцена витален, но треба да имаме разбирање и кај останатите политички субјекти во Македонија. Очекувам дека диаспората ќе свати нашата позиција и дека ќе се приклони на таа позиција, дека ќе изврши притисок и врз ВМРО ДПМН и врз Левица во таа насока. Значи имаме чисти и јасни автоктони изворни македонски ставови, нема што ние да се плашиме храбро да не ја соопштуваме нашава вистина и пред америчката амбасада јавно да тврдиме ние, значи, стаменито стоиме на ставо дека само остварен во сета полнота македонски национален стратегиски интерес во татковината Македонија може да биде основа за остварување на било чии геостратегиски интереси и политики во регионот и во овој дел, како што тие го нарекуваат Западен Балкан, а јас не милувам така да го наречам. Че ние јавно треба да се бориме, да ги сакаме американците за партнери, но тие мора да сватат дека македонскиот народ мора да им стане партнер. Да. Партнер во на нивните стратегиски национални интереси, не помалку од остварени во сета полнота нашите македонски национални стратегиски интереси. Значи само партнерски ние можеме да движиме напред, но и само остварен македонски национален стратегиски интерес во Македонија може да биде, значи, придвижување за прогресот и просперитетот на Балканот, на регионот на Југоисточна Европа и за отварање на вратата на Европската унија. Само просперитет на Македонија со остварен македонски национален стратегиски интерес во неа. Ако го сопресирате и понатаму македонски национален стратегиски интерес, вие се играте со оган. Едноставно, систем на врзани садови ќе прсне таму каде што не очекувате и ќе се породи радикалниот македонски национализам. Ние не сме далеко од таа фаза. Тој радикален македонски национализам, ако се сеќавате, ги роди Балканските војни, потоа ја роди Првата светска војна, тука беа зачетоците, да не дозволи Господ да си поигруваме со оган одново, затоа што сега во оваа зовриена атмосфера македонците немаат друга опција, освен да се борат жиловито, црсто, храбро, за својата во татковината Македонија. Ние немаме друга татковина. Албанците имаат... Да. Овој диалог ќе продолжи... Ние од Австралија и Нов Зеланд немате друга татковина. Да не дозволиме да станеме како курдите. Народ без држава, народ без своја татковина. А натаму оди, ако пројде и бугарско велепредавство, ако уште малку ја поддржиме владава на Социјалдемократскиот и Социјалдемократскиот сојуз на власт, иако што малку ВМРО ДПМН со нивните суети, ГОА и Левица исто така стојат настрани и во големата слика се гледа само себе си. Овој диалог очигледно ќе продолжи и понатаму. И во Македонија, и Македонија со нашиот народ во диаспората. А тоа е многу значително за сите нас и за обстанокот на нашата татковина. Јас би ве замолила, ако сакате нешто друго да додадите при крајот. Сакам. Да? Сакам. Престојните велигденски празници, сакам да ги честитам на сите македонци каде и се да се во светот, нормално и во татковината и во соседството. Велигден е голем христијански празник, Воскресението е круна на раѓањето на нешто ново, значи круна на надежта, дека со смртта не завршува се, дека и после овој земен телесен живот има нов живот во Христа. Ние таа порака за надеж треба да ја испратиме сега на овие велигденски празници. Значи, Интегра ќе работи во периодот пред нас на враќањето на надежта кај македонскиот народ во татковината, во соседството и на секаде низ светот. Значи, враќањето на надежта ќе ни биде една клучна алка во периодот пред нас. Значи, ќе работиме и понатаму на сплотување, на враќањето на она македонско национално единство, на исцеление на овие рани на раздори што ги имаме, на ова крварење на македонското национално ткиво што го имаме, ќе работиме посветено, ќе подметнуваме рамо, ќе подаваме рака и на останатите политички партии од патриотскиот татковински политички блок, предпоставено парламентарни, вонпарламентарни и така натаму, на основите на меморандумот. Ќе очекуваме дека другите ќе се свестат и дека ќе прифатат дел од овие основи и во големата слика нема да се гледаат понатаму само себе си,
дека ќе се приклонат кон македонскиот национален стратегиски интерес наместо кон геополитиките на Калето и на на Палмер и Америка и наместо глумењето конструктивна опозиција ќе почнат да работат на македонскиот национален стратегиски интерес за Македонија. Очекувам дека ќе настанат процеси на сплутување, дека ќе почнеме да стануваме монолитни и во диаспората, и во соседството, и дома, и дека ќе отвориме едни нови процеси од кои што нема повеќе никој да се поигрува, никакви екстремизми. Ние сме тие кои што со нашиот стамени став ќе мора да ги згаснеме екстремизмите на албанците дома, во соседството, во Атина, во Софија, грчкиот, бугарскиот екстремизам, ако сакате, и белградскиот, српскиот и така натаму. Значи, ние македонците имаме и ум, и знаење, и умење. Ние за Интегра можеме да тврдиме дека имаме и храброст и одважност, имаме и чист, честен изград и образ, не дозволуваме никој да фрли. Сега ве слушам. Да. Имавме некоја техничка грешка. Ќе продолжиме со вашата порака на крајот. Па посакувам среќни великденски празници. Чувајте се од пандемијава, опака пандемија е. Нека ве чува сите нашиот Господ и Спасител Христос. Бидете благословени и држете се едни со други. Професоре Ристовски, на вас и на сите членови во Македонската конзервативна партија Интегра и сиот наш македонски народ во татковината и диаспората, ви посакуваме љубов, мир и надеж за остварување на вашите планови за татковината и за подобра иднина во истата. Разговор водевме со професор доктор Љупчо Ристовски, председател на Македонската конзервативна партија Интегра. Ви посакувам прекрасен ден. Благодарам исто и вам.